Баш се сипат. Може, пева. Може. Почитувани, очигледно е дека и новите лица на ВМРО ДПМН, Християн Мицкоски и Иван Јорданов продолжуваат со штетните политики на создавање вештачки проблеми и пласирање лажни вести, кои што се препознатливи за нивната матична партија, а се во спротивност со интересите на граѓаните на Република Македонија. ВМРО ДПМН, партијата со која раководи Мицкоски, 11 години ги осиромашуваше, лажеше и манипулираше со маката на земјоделците. За разлика од времето на владењето на ВМРО ДПМН, денес земјоделците може да бидат спокојни. Владата на СДСМ со програмата за финансиска поддршка 2017 година обезбеди дополнителна субвенција од 18.000 денари за хектар површина со ориз, дополнителна субвенција за веќе постоечката. Оваа субвенција се однесува токму на оваа реколта за која што од ВМРО ДПМН неосновано реагираат. Со ваквото значително зголемување на субвенцијата, владата на Република Македонија, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Република Македонија, покажува колку ни е важна оваа култура. Освен зголемувањето на субвенцијата, работиме на обезбедување непречен пласман на оризот, но и на изнаоѓање нови пазари. Што се однесува до зелената нафта, измените на Законот за земјоделство и рурален развој се веќе готови. Земјоделците годинава ќе имаат поевтина нафта, со што значително ќе им се намалат трошоците за производство. Очигледно е дека Мицкоски и Јорданов одбиваат да се спротистават на добро познатите политики на деструкција и напади што нивната партија ги прави исклучиво заради лични и еднострани партиски интереси. Пред да почне да шири лажни вести, ВМРО ДПМН да ги следи медиумите и јавноста и така ќе дознае за сите реформи во земјоделството кои што го остави опустошено. Ви благодарам.